Во болнички кревет наместо во затворски, газдата на Дурмотурс Дурмиш Белули доби ново одложување на денот кога требаше да се појави во Идризово. Судијата за извршување на санкции од Гостиварскиот суд Кирко Михајловски за Телма рече дека минатата недела во судот пристигнало барање да му се одложи издржувањето на затворската казна, со образложение дека Белули бил хоспитализиран на 28 ноември, а за денеска му била закажана и операција на другиот тестис. Судијата ни рече дека утрово бил во болницата во Тетово и земал изјава од докторот кој треба да изврши операцијата, а потоа и лично го видел Белули во болничкиот кревет. Михајловски одобрил одлагање за 15 дена. И новиот термин кога собственикот на Дурмотурс треба да влезе во Идризово е 17 декември. Белули претходно го одложуваше одењето во затвор поради здравствени причини. Шефот пак на возниот парк Рензи Мифтари е во бегство и по него е распишана потерница откако не се појави во Идризово за издржување на 10-годишната казна затвор. Предходно и тој го одлагаше одењето во затвор поради оперативен зафат. Во 2019 година во близина на селото Ласкрци автобусот на Дурмотурс излета од патот, пошто загинаа 16 мина, а над 30 беа повредени. На 9 мај апелациониот суд во Скопје на Белули му ја зголеми затворската казна од 4 на 10 години затвор. На Мифтари од 6 на 10. Возачот Мануил Трифуновски остана со 14 години затвор. Уште тројца вработени во станицата за технички преглед добија по 5 и по 7 години затвор. Предметот е сега пред Врховниот суд.